ден, ученици! Јас сум Кристина Цветковска од Основното училиште Војдан Чернодрински. Денеска на часот по математика ќе учиме множење на двоцифрен со едноцифрен број. Што е множење? Множење е математичка операција, повеќекратно зголемување на еден број. Компоненти на множењето. Во дадениот пример 9 по 6 е еднакво на 54. Бројот 9 е множител, бројот 6 е множител, а добиениот резултат 54 е производ. Сега, преку една игра наречена брза математика, ќе се потсетиме на таблицата множење и множење едноцифрен број со цели десетки. Вашата задача е за 30 секунди да се обидете усно да ги решите и да дадете одговор на зададените задачи. Може да почне. Се надевам дека во зададениот рок успеавте да точно да ги решите зададените задачи. Резултатите се следни. 5 по 6 е еднакво на 30. 7 по 8 е еднакво на 56. 6 по 4 е еднакво на 24. 9 по 6 е еднакво на 54. 7 по 30 е еднакво на 210. 4 по 80 е еднакво на 320. 20 по 9 е еднакво на 180. 50 по 8 е еднакво на 400. Денеска ќе ви представам два начини на множење. Множење со разложување е првиот начин. Имаме дадено пример 82 по 3. Бројот 82 е двоцифрен број, а бројот 3 е едноцифрен број. Во ваквиот случај, двоцифрениот број го разделуваме на десетки и единици со цел да дојдеме до полесен начин на решавање, за полесно да успееме да ја решиме задачата. Бројот 82 има 2 единици и 8 десетки. 8 десетки е еднакво на 80 единици, па затоа запишуваме 80 плюс 2. Вака запишаниот број, разделениот број, 80 го множиме по 3 и бројот 2 го множиме по 3. Тоа го запишуваме на следниот начин. 80 по 3 плюс 2 по 3 е еднакво на 80 по 3 е еднакво на 240, 2 по 3 е еднакво на 6. 240 плюс 6 е еднакво на 246. Вториот начин на множење е писменото множење. Важно е да се каже во овој начин на множење дека секогаш кога го множиме едноцифрениот со двоцифрениот број, започнуваме да ги множиме единиците, а потоа ги множиме десетките. Истото важи и кога го запишуваме резултатот. Најпрво ги запишуваме единиците, а потоа десетките. Во овој пример 3 по 2 е еднакво на 6, запишуваме. 3 по 8 е еднакво на 24, запишуваме. Писменото множење можеме да го запишеме и на овој начин, без да ставаме цртка под броевите, го ставаме знакот еднакво и веднаш до него го запишуваме резултатот. Меѓутоа, повторно го запазуваме правилото множење најпрво едноцифрениот број го множиме најпрво со единиците, а потоа со десетките. Во вториот пример, множење со разложување. Бројот 15 го разделуваме на десетки единици и запишуваме 10 плюс 5.
Бројот 10 го множиме со 4 и бројот 5 го множиме со 4. Тоа ќе го запишеме на овој начин. 10 по 4 плюс 5 по 4. Вака запишаната задача ја решаваме. 10 по 4 е еднакво на 40, 5 по 4 е еднакво на 20. 40 плюс 20 е еднакво на 60. Со овој вид на множење, со множење на разложување, со помош на разложување, на полесен начин успеваме да дојдеме до резултатот, бидејќи таблицата множење веќе ја знаеме, исто така го знаеме множењето на едноцифрен број со полни десетки. И вториот начин писмено множење во дадениот пример 15 по 4. Множиме најпрво 4 по 5 е еднакво на 20. 0 запишуваме, а 2 десетки помниме. 4 по 1 е еднакво на 4 и 2 десетки што помниме, тоа е 60. Го добивме бројот 60 што се совпаѓа со добиениот резултат и кога множевме со помош на разложување. И уште едниот начин на писмено множење, директно запишување на бројот без ставање на цртка под броевите. Сега имаме една задача, треба да пресметаме со разложување. Стопирајте го видеото и обидете се точно да ги решите задачите. Се надевам дека точно ги решивте задачите. Во првиот пример 7 по 13, бројот 13 е двоцифрен број, затоа бројот 13 го разделуваме на 10 плюс 3. Бројот 7 го множиме и со 10 и со 3. Тоа го запишуваме на следниот начин. 7 по 10 плюс 7 по 3. 7 по 10 е еднакво на 70, 7 по 3 е еднакво на 21. Го добивме бројот 91. Истото го направивме и со другите задачи. Во втората задача треба зададените броеви да се пресметаат, да ја употребите операцијата множење со помош на писменото множење. Стопирајте го видеото, препишете ги задачите, може да почнете. Во втората задача ги добивме следниве резултати. 5 по 27 е еднакво на 135. 43 по 7 е еднакво на 301. 6 по 38 е еднакво на 228. 78 по 9 е еднакво на 702. Во третата задача, не е текстуална задача, во една продавница има 37 кутии со мед. Во секоја кутија има по 9 тегли мед. Колку вкупно тегли мед има во продавницата? Важно е да се знае дека текстуалните задачи треба внимателно да се прочитаат, да откриеме што се бара. Во овој случај треба да пронајдеме колку вкупно тегли мед има во продавницата. Како ќе дознаеме? Ќе дознаеме на тој начин што во продавницата има 37 кутии, а во секоја кутија има по 9 тегли. Зборот по ни кажува дека треба да
употребиме математичка операција множење. Обидете се да ја решите точно задачата. Ова е решението на текстуалната задача. 37 по 9. Бројот 30 го разложив на 30 плюс 7 и запишав 30 по 9 плюс 7 по 9 е еднакво. 30 по 9 е еднакво на 270 плюс 7 по 9 63. Крајниот резултат е 333. И одговорот ќе биде: во продавницата има вкупно 333 тегли мед. Доколку вие ја пресметавте задачата со помош на писменото множење и го добивте бројот 333, во тој случај задачата точно ја решивте. И уште една текстуална задача. Една касиерка во својата каса имала 65 монети по 5 денари и 36 монети по 2 денари. Колку вкупно денари имала касиерката? Во оваа задача треба да најдеме колку вкупно денари имала касиерката. Како ќе го најдеме точниот резултат? Најпрво 65 монети. Најпрво треба да откриеме колку имало вкупно монети по 5 денари, а потоа да откриеме колку вкупно монети имало по 2 денари. Значи, освен операцијата множење, треба да употребиме уште една математичка операција. Обидете се да ја решите задачата. Решението на оваа задача е 65 по 5 плюс 36 по 2. Така откриваме колку вкупно монети има по 5 денари и колку вкупно монети има по 2 денари. Вкупно монети по 5 денари има 325, а монети по 2 денари има 72. Кога ги собравме овие два броја, на крајниот резултат е 397 и одговорот ќе биде: касиерката имала вкупно 397. Најважно е да се каже дека без разлика за кој начин ви е полесен на множење, дали множење со разложување или со писмено множење, најважно е во математиката да добиеме точен резултат. За домашна работа ви подготвив две задачи. Во првата треба да го примените множењето со разложување и писменото множење, а втората задача е текстуална задача. Може да го стопирате видеото и да ги препишете задачите.